Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Во продолжение следуваат денешните настани. Објавен е меѓународниот тендер за набавка на нови автобуси за јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Во општина Бутел почна одбележувањето на денови на екологијата. Сите сити, храната наместо во ѓубре да заврши кај оние на кои им е потребна. Шелтер центрите привремен спас од насилниците. Жртвите по една година се враќаат дома. Објавен е тендерот за набавка на нови автобуси на газ за ЈСП Скопје. Рокот за доставување на техничките понуди на фирмите е 3,5 месеци. Според условите, доколку биде успешен тендерот, се очекува договорот да биде склучен во јули и да трае 9 месеци. Од ЈСП Скопје велат дека првите еколошки автобуси ќе стигнат кон крајот на оваа година, а сите до година в пролет. На веб страницата на Европската банка за обнова и развој денеска е објавен меѓународниот тендер за набавка на нископодни автобуси. Со тоа ЈСП Скопје ќе го поднови својот возен парк со 30 до 40 единични изглобни автобуси за подобрување на услугите во јавниот градски превоз. Како што информираат од предпријатието, постапката и процедурата ќе се одвива во согласно со правилата и процедурите на Европската банка за обнова и развој, од каде е обезбеден кредит од 10 милиони евра за оваа намена. Новите автобуси со технологија на компримиран газ ќе имаат Евро 6 еколошки мотори, со што директно ќе се намали загадувањето на воздухот од јавниот превоз во Скопје. Нископодните автобуси ќе обезбедат можност за превоз на лица со попреченост, додека зглобните автобуси со новиот зголемен капацитет е предвидено да ги растоварат гужвите во јавниот превоз за време на сообраќајните шпицови. Меѓународниот тендер ќе се спроведува во 2 фази. Во првичната етапа ќе се бара од заинтересираните компании да достават понуда со технички карактеристики на идните автобуси, но и со евентуална листа на отстапување на условите што се утврдени во тендерската документација. По евалуацијата во втората фаза ќе бидат поканети сите понудувачи што ги исполнуваат квалификационите критериуми на тендерот. Цената по која ќе се набават автобусите ќе биде наведена во втората фаза. Меѓународниот тендер за доставување понуди ќе трае до 3 мај, пошто ќе следува фазата за евалуација на доставените понуди од првата фаза. Договорот за набавка на идните екоавтобуси се очекува да започне на 8 јули и да трае околу 9 месеци. Се наведува во објавениот тендер на веб страницата на Европската банка за обнова и развој. Доколку тендерската постапка се реализира успешно, граѓаните на Скопје до крајот на оваа или почетокот на 2020 година ќе се возат во нови автобуси. Договорот за набавка на нови еколошки автобуси меѓу градот Скопје и Европската банка за обнова и развој се потпиша кон крајот на јануари годинава. Покрај средствата од кредитот за реализација на проектот ќе се обезбедат дополнителни 1,8 милиони евра од буџетот на ЈСП, како и неповратен грант висина од 1,1 милион евра. Со низа активности и многу прашања од областа на екологијата. Почна одбележувањето на манифестацијата Денови на екологијата во општина Бутел. Оваа манифестација ќе се одржува во наредните 10 дена, а денеска домаќин беше основното училиште Живко Брајковски, каде учениците на Хамер пишуваа екопораки, се садеа дрвца и цвеќиња, а од украси правеа предмети и накит. Во општина Бутел почна одбележувањето на Денот на екологијата. Манифестацијата почна пред споменикот на Никола Јонков Вапцаров во паркот пред општината, со учениците од основното училиште Живко Брајковски, кои работеа на еколошката тема отпад и како да се искористи хартијата што се фрла. Учениците, поделени во 5 групи, извршуваа најразлични активности. На Хамер се пишуваа екопораки, се садеа дрвца и цвеќиња, од рециклирана хартија се правеа брикети, украсни предмети и накит. Градоначалникот Велимир Смилевски истакна дека битката за поздрава животна средина е наша секојдневна уврска во која активно треба да се вклучат не само најмладите, туку и возрастните граѓани. Тој уште еднаш потсети на останатите активности што ќе се одржат во текот на оваа и наредната недела. 10 дена, значи, ќе имаме различни активности, различни настани на различни територии, на територија на општина Бутел, каде што сите заедно ќе учествуваме и ќе се наградуваме. Ќе завршиме, значи, на 30 со една голема велосипедска
трка или движење низ општината, каде што ќе ги наградиме сите оние дечиња, училишта за се она што ќе престои во наредните 10 дена. Со ова мислам дека ќе имаме една навика која што многу често вакви активности ќе ги правиме, благодарение и на Министерството за екологија. Ќе имаме и низа други активности во наредниот период и се надевам дека ова ќе ни биде една основа за понатамошните активности. На манифестацијата присуствуваше и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој истакна дека е задоволен од оваа манифестација со која, како што кажа, младите ги засрамуваат возрастните за нивото на свеста кога е во прашање за чувувањето на животната средина. Она што е јасна констатација е дека повозрастните ние треба да учиме од помладите. Очигледно нивната свест за здравата животна средина е повисока. Тие од мали нозе научија како да чуваат природата. Јас не се секирам за еднината каква ќе биде на Скопје и на целата држава. Она што е битно за нас повозрастните, како да ја сочуваме додека дојдат овие активисти, екологисти, кои што очигледно станува реалност. За време на манифестацијата се водеше дебата меѓу учениците и заменик министерот Јани Макрадули и градоначалникот Велимир Смилевски. Учениците се интересираа за многу значајни прашања од областа на екологијата. Исто така, учениците кои беа присутни на Хамер испишаа најразлични пораки поврзани со екологијата. Како деца свесни сме за нашата природа и околина. Пред се, овие проекти ја развиваат свеста, ја разводуваат свеста кај нас дека треба да се грижиме за природата на вистина и да предонесуваме во тоа, бидејќи на вистина тоа е пред се еден дел од живот, нашиот дел од животот. На сите активности кои ќе се случуваат во текот на оваа и другата недела ќе учествуваат учениците и децата од градинките. Учество ќе земат и родителите, односно граѓаните на општина Бутел, а ќе бидат обезбедени и соодветни експерти за конкретните теми што ќе се обработуваат. На крајот ќе бидат наградени трите најуспешни тимови, најдобриот екострип. Ќе се доделат пофалници, благодарници и планинарски ранци. Министерството за труд и социјална политика, Фондот за иновации и мрежата Сите Сити преку посебен систем ќе се обидат да ја намалат сиромаштијата и гладот во земјава. Дополнителна придобивка од системот кој предвидува вишокот на храна да не завршува во ѓубре, туку кај семејствата од социјален ризик, ќе биде и зачувувањето на животната средина. Мрежата Сите Сити изминатава година воспостави систем кој треба да овозможи вишоците на храна наместо во ѓубре да завршуваат кај ранливите категории и семејства на кои им е потребна. Годинава системот е поддржан и од Министерството за труд и социјална политика и Фондот за иновации, со цел да се види неговата одржливост и евентуално да се размислува од привремено да стане системско решение. Станува збор за систем кој има за цел вишокот храна кој е во добра состојба и безбеден, да не заврши на депониите, туку да се пренамени онаму каде е неопходен. За големината на промената што ја овозможува, зборува фактот што изминатиот период 210.000 оброци се донираа на повеќе од 3.300 граѓани, рече денеска координаторот на мрежата Сите Сити Блаже Јосифовски на доделувањето на наградите и признанијата на поддржувачите и на волонтерите, вклучени во активностите изминатата година. Овој систем треба да ги промени состојбите и фактите кои покажуваат дека Македонија е земја која е на 10-то место во светот по фрлање храна, во услови кога околу 460.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата и не можат да се обезбедат 3 оброци дневно. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска смета дека преку ваквиот систем се постигнуваат два ефекти: помалку отпад и храна во ѓубре, но и помалку гладни во земјава. Според директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, ова е едно од оние решенија кое ни е пред очи, но како што вели, треба само да ги видиме и храброст да ги предложиме и спроведеме. Со ова се прави разлика на животот на оние на кои храната им е најпотребна.
Се зголемува бројот на жртвите од семено насилство, но за разлика од порано, спас од насилникот во последно време бараат и мажи. Прв чекор за бегство од насилникот е јавување на SOS линијата 15700, од каде што жртвата се припраќа во шелтер центар. Организацијата на жени на град Скопје проблемот го гледа во недоволната комуникација на институциите со насилниците, а решение гледа во ратификацијата на Истанбулската конвенција. Младешките желби и надежи за убав и среќен живот со партнерот со кој се заколнале на вечна љубов, за жал исчезнуваат по првиот шамар, кој жените го добиваат. Дел од нив се решителни и храбри и го напуштаат домот во кој не се чувствуваат безбедно. Други пак трпат насилство, кое од ден на ден представува и опасност за нивниот живот. Токму тогаш почнува потрагата по мирен и достоинствен живот, подалеку од насилникот. А првата станица на тоа долго и макотрпно патување е SOS линијата 15700, која функционира 25 години и на која се јавуваат жени од сите слоеви на општеството, па дури и јавни личности. По добиениот повик на SOS линијата следува постапка за згрижување на жртвата. Се прави проценка, значи задолжително треба да се направи проценка од стручни лица, а тоа вклучува психолог и социјален работник, кои прават проценка дали е акутно фаза на насилство кога е неопходно да се згрижи. По згрижувањето тука и носењето на мислење дека е потребно да се згрижува во шелтер центарот, каде останува од 1 месец до година дена, зависност од постапките и мерките кои ќе бидат преземени за време на незиниот престој. Престојуваат со деца и без деца, во зависност од тоа како ќе одреди или центарот или наша проценка, меѓутоа најчесто престојуваат доколку се децата помали, престојуваат и со децата. Некојаш ги има од 1 до 4-5, меѓутоа се работи и со нив исто. Во самиот шелтер центар, освен што е обезбедена бесплатна храна, хигиенски препарати, средства за одржување на хигиената и најважно што треба да биде за жените кои се таму, а тоа е нивното зајакнување и психосоцијална поддршка на нив. Затоа се таму социјалниот работник и психолог секојдневно се нив соработи на нивното подигање на свеста, да сознаат, да видат, пошто многу од нив веќе и не се свесни дека трпат некој вид на насилство, за да може да се охрабрат, за да можеме понатака со нив да работиме, а тоа значи да ги пријавиме агенција за вработување, да видиме ако можеме да успееме да отидат на некој курс за преквалификација, пото да можеме негде да најдеме вработување. Понапати сме посредувале изнаоѓање негде може би за простор на живење, потоа за испишување на децата од училиште каде што со мајката на територија имале насилство, па ги префрлуваме во близина на шелтерот. Тие соработки со институциите се неопходни и мора да постојат, затоа што во цела оваа низа на решавање на проблемот на самата корисничка на услуги, потребно е да бидат вклучени повеќе институции. Од самиот центар, од Министерство за здравство, МВР, образование, сите ние да бидеме, Министерство за правда, да бидеме вклучени, за да можеме у еден ланец да ги испорачаме сите тие услуги ефикасно и ефектно прво, за да можеме што поскоро да и помогнеме да се изнајде решение за решавање на проблемот. Бројот на жртви кои се јавуваат на SOS линијата се повеќе се зголемува, но според претседателката на Организацијата на жени на град Скопје Томка Дилевска, тоа не значи дека сега насилството е поприсутно од порано, туку дека жените се повеќе се охрабруваат да пријават. Бројот на жртвите се повеќе се зголемува. Жалосно е што повеќето жртви се со деца, со мали деца, ние скоро имавме дури и мало дете од 8 месеци. Сакам да кажам дека изгледа со менталниот склоп на мажите уште не е до таа мера дојдено да они треба да се замислат зашто тоа го прават. Дали навистина има причина на таков начин да се постапува? Значи со таква агресија, со таква физичка насилство, со психичко насилство, затоа што можеби најдобро е да се седне да се разговара, нели? Што се случува? И можеби грешка, уште една грешка воопшто во сите земји е тоа што најмалку се разговара со сторителот. Значи, по нашите испитувања досега што сме ги имали статистики, заклучуваме дека за сите овие работи не треба ние само да знаеме
како они што ги изгрижуваат значи жртвите, него треба да знаеме и каде е насилникот, што се случува, дали се презува нешто против него. И уште една најважна работа, зашто секој жената мора да излезе од домот, а не мажот. Добро, тука има и други околности, можеби не поседува ништо во станот или не го стекнале заедно, или па економски не зависта, така да мора да го напушти станот, али мислам дека институциите треба веќе време да се загрижат што со насилниците, каде со нив, како да се постапува и дали не е време да се размисля зашто само жените излегуваат од домот. И например, прек синоќ има во никое време, 12 ноќе се јавува, каде понатаму? За жал, по пристојот во шелтер центарот, жртвите кои не успеале да се интегрираат во општеството и да најдат работа и сместување, се примурани да се вратат кај насилникот, пошто голготата најчесто е уште потешка. За оние кориснички за кои не можеме да најдеме соодветно сместување или не се во можност или немаат каде да одат, за жал се враќаат повторно во средината од која што дошле. Иако постои закон за семејно насилство, иако се изрекуваат мерки на заштита, многу, да не кажам голем дел од насилниците не ги почитуваат тие мерки. Потоа им се изрекуваат на повисок степен мерки, меѓутоа многу тешко се почитуваат тие мерки, она пак е изложена некој пат дури многу повеќе отколку што била пред да пријави. Работиме со прв семеен центар, они прават тие советувања, брачни советувања, посебно со сторителот, посебно со самата жртва, потоа заедно за да дојде до некоја ситуација, ако е можно, барем да се ублажи малку состојбата. Меѓутоа се надевам со промена на законот дека мерките ќе бидат ригорозни, дека полицијата, сакам да истакнам, дека помага у ситуациите кога тоа од нив го бараме и дека едноставно го познава шелтерот, дури и многу пати се случило од самата полиција да ни биде донесена жртвата во шелтерот, затоа што они направиле проценка дека у моментот бара згрижување. На СОС линијата покрај жени се јавуваат и мажи жртви. Имаме на СОС линијата веќе се јавуваат и жртви кои што се мажи и ако тоа беше 5% да речеме пред 2-3 години, тоа веќе се качува, сега е 12%, кај што мажите собрале храброст да се јават, они не се јавуваат, затоа што ми смета дека многу е смешно да биде маж жртва нели на семејно насилство, али и тоа се случува и се јавуваат и многу храбро настапуваат и се јавуваат дека да знаете значи дека има и вакви работи кога и жените се насилници. Организацијата на жени на град Скопје ги повикува општествено одговорните компании, но и хуманите граѓани со донации да го подобрат пристојот на жртвите од семејно насилство и нивните деца во шелтер центарот, каде што им се обезбедува храна, облека, пелени и средства за хигиена. Жените имаат право на бесплатни гинеколошки прегледи, но дали во пракса тоа се почитува? Филипче, брза помош ќе добие 12 нови возила, уште 8 ќе се пренаменат и доопремат. Европанорама, патувачки фестивал на краток филм во кинотека. Охрид нема повеќе финансии за да ги поддржува балканските пејачи. Диагностичките прегледи со ехо, колпоскопијата и земањето бриз кај матичните гинеколози, според Фондот за здравствено осигурување се бесплатни, но голем број од пациентките велат дека нивните матични гинеколози им наплатуваат за овие услуги. Со цел да се стави крај на ваквото работење од Сдруженијето на приватни гинеколози, велат дека потребно е со фискална сметка за наплата да се достави представка. Со цел да се намали процентот на доеничка смртност, како и да се унапреди здравствената заштита на жените и децата во Македонија, сите гинеколошки и микробиолошки прегледи, биохимиски анализи, вклучувајќи го и самото породување, за секоја бремена жена државјанин на оваа земја, без разлика дали е здравствено осигурана или не, се бесплатни. Исто така, веќе 7 години, односно од 1 април 2012 година, жените на возраст од 24 до 60 години имаат право да направат
направат бесплатни ПАП тестови, но само 16% од жените од оваа возрастна група позитивно одговориле на повикот за бесплатен ПАП тест. Останатите, иако добиле уредна покана преку овој тест да проверат дали имаат преканцерогени или можеби и малигни заболувања на грлото на матката, не се појавиле на гинеколошки преглед. За жал, се почесто се случува пациентките да тврдат дека иако овие прегледи се бесплатни, нивните матични гинеколози им наплатуваат. Според Фондот за здравствено осигурување, кај избраните гинеколози треба да се бесплатни дијагностички прегледи со ехо, колпоскопија и земање бриз. Доктор Душко Филиповски, председател на Сдруженијето на приватни гинеколози, објаснува дека ПАП тестот е бесплатен на секој 3 години и за него се повикуваат пациентите по возрастни групи, според веќе определена програма. За ПАП тестот еднаш годишно се плаќа партиципација од 60 денари. Прифатените светски правила велат дека ако трите последни теста се уредни, наредниот се прави за 3 години, вели доктор Филиповски. Доколку се случи избраниот гинеколог да побара пари за бесплатен преглед, осигуреничките треба да му посочат дека се запознаени со нивните права и дека прегледот кај избраниот лекар не се наплаќа, советуваат од фондот. Во случај кога се инсистира за наплата на прегледот, потребно е да се побара фискална сметка за извршените здравствени услуги и да се информира фондот, било преку представка доставена во писмена форма или преку електронска форма, а во прилог да се достави фотокопија од финансиската документација, односно од фискалната сметка, завршуваат оттаму. 12 нови возила на итната медицинска помош ќе бидат набавени и распределени во повеќе градови од земјава, а најмногу во Скопје. Покрај возилата за подобрување на медицинските услуги ќе бидат вработени и 40 нови доктори во здравствениот дом Скопје и на секаде ширум државата. Министерството за здравство ги очекува новите 12 возила за итна медицинска помош. Возилата ќе бидат распределени на повеќе места низ државата, а најмногу во Скопје, информира министерот за здравство Венко Филипче. Со одлука на владата ќе преземеме 8 комбиња од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, што биле наменети за некоја друга намена, но ќе може целосно да се пренаменат да бидат амбулантни возила и ќе се доопремат, изјави Филипче. Посочи дека со овој дополнителен број од 8 возила ќе го надополнат целокупниот систем на итната помош ширум државата. Со оваа бројка на 12 возила што ги набавуваме и овие дополнително 8 возила, сосема доволно ќе се надополни капацитетот на возила кои недостасуваат, нагласи Филипче. Кинотеката на Македонија од денеска до 21 март ќе биде домаќин на првиот фестивал Европанорама, денови на европски филм, кој ќе прикаже десетина кратки филмови. Фестивалот се организира во соработка со Лјубљанскиот интернационален фестивал на краток филм и Транзит филм базар. Кинотеката на Македонија од денеска до 21 март ќе биде домаќин на првиот фестивал Европанорама, денови на европски филм, кој ќе прикаже десетина кратки филмови. Европанорама ќе прикаже нови кратки филмови од Европа со фокус и на нордиската кинематографија, од различни стилови и пристапи, анимирани, експериментални, фикциски и документарни, од млади филмски режисери. Фестивалот вечерва започнува во 19 часот со хрватскиот краток филм Кокошката на режисирката Уна Гуњак. Влезот за сите проекции на тридневната Европанорама е слободен. На 22 и 23 март филмовите ќе се прикажуваат и во Центарот за култура Асном во Гостивар. Европанорама е патувачки фестивал и досега ги посетил градовите Осло, Бејрут, Лјубљана, Белград, Загреб, Грац, Рига, Копенхаген, Будимпешта. По гостувањето во Скопје и Гостивар ќе продолжи и во градовите Минск, Подгорица и Трст. Фестивалот се организира во соработка со Лјубљанскиот интернационален фестивал на краток филм и Транзит филм базар. Нема општински пари за кофинансирање на концерти на светски и балкански музички звезди во шпицот на туристичката сезона во Охрид. Општината ќе ги поддржува овие музички манифестации и јавни настани, кои ќе ја продолжуваат сезоната. Од следната година ќе се применува и електронска аукција при издавање термини за одржување концерти на стадионот на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Повеќе нема пари од буџетот на општината за финансиска поддршка на концерти во екот на туристичката сезона.
Охридските советници на последната седница едногласно одлучија повеќе да не се издвојуваат општински пари за кофинансирање на концерти и јавни настани во периодот од 15 јули до 15 август. Вакви музички манифестации редовно се одржуваа во Охрид во шпицот на туристичката сезона на просторот кај спортска сала Билјанин извори, а не беа во насока на продолжување на туристичката сезона, за што се залага општина Охрид, изјави веде градоначалникот Константин Георгиевски, на чиј предлог се донесе ваква одлука. Од следната година, исто така со одлука на Советот, ќе се одредуваат датуми кои што тоа јавно предпријатие ќе го изнајмува тој простор таму за одржување на јавни настапи, а истото ќе оди на јавна аукција, електронска аукција, и сите заинтересирани страни ќе може да аплицираат за закуп на просторот таму. Ценам дека на тој начин би било по-транспарентно, по-правично, по-достапно за сите заинтересирани страни кои што би аплицирале во иднина за изнавување на просторот. Константин Георгиевски, веде градоначалникот, најави измени и во досегашниот начин на издавање термини за одржување концерти на просторот на јавното предпријатие Билјанин извори. Таму функционира принципот прв дојден, прв услужен. По правилник со одлука на управен одбор на јавното предпријатие Билјанин извори се доделуваат термини за простор за изнајмување за одржување на јавни настапи. Општината ќе учествува финансиски во однос на настани кои што ќе се после 15 август и пред 15 јули, односно надвор од пикот на туристичката сезона во насока на продолжување на туристичката сезона. Ние впрочем и сега тоа го правиме. Во буџетската програма нас ни е вкалкулирана настаните на асоциацијата Сите за спорт. Тоа е Охрид, популарниот Охрид трчат, Охрид трейл и триатлонот. Тоа се све настани кои што се надвор од сезона и ќе продолжиме во таа насока со организирање на настани во сфера на алтернативен и аутдор туризам за продолжување на сезоната. Општина Охрид ќе ги поддржува музичките настани и концерти со навремено планирање на буџетските средства за кои ќе дадат зелено светло советниците. Со процесот на раздолжување на општината ќе има поголем капацитет за да се поддржуваат настани кои на општината ќе носат финансиски бенефит од продолжување на туристичката сезона. Следува период на притежно стабилно време со умерен северен витар што ќе предизвика благ пад на температурата. Утре температурата ќе го достигне 80 степен, в четврток ќе се движи во интервал од 2 до 14 степени, в петок од 1 до 15, а в сабота ќе се движи од 1 до 18 степени. И пред да се одјавиме, уште една кратка информација. Во периодот од 9 до 13 часот утре без струја ќе бидат корисниците од населбата Момин поток. Од 9 до 14 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од дел од село Мирковци и во периодот од 9 до 15 часот струја ќе нема во село Батинци на улиците од 1 до 7. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.